Добро вечер, вести на Канал 8. Започна реконструкцијата на регионалниот пат Кочани-Виница. Со тоа стартуваа најавените градежни активности за подобрување на патната инфраструктура во Источна Македонија. Механизацијата на градежната фирма Гранит од Делчево ја стартуваше реконструкцијата на регионалниот пат Кочани-Виница, поточно на потегот од местото викано Превалец до влезот за Кочани од страната на Оризари. Должината на коловозот е 1,8 километри, а надградбата се изведува со нова асфалтна маса од 2,25 см и дополнителен финишен слој од 5 см. Најголемите оштетувања на патниот правец Кочани-Виница беа токму на овој потек од населбата Оризари до мотелот Шагал. Дупките на коловозот кои представуваа проблеми на возачите од сега ќе бидат минато. Во текот на целиот ден на патот Кочани-Виница важеше ограничен режим на сообраќај што го регулираа патарските служби, а движењето на возилата се пренасочуваше кон слободната коловозна лента додека на другата се вршеа интервенциите. Откако ќе заврши асфалтирањето, на патниот правец Кочани-Виница се планира да бидат поставени банкини од двете страни. Оваа реконструкција, која чини околу 180.000 евра, е дел од најавените инвестиции во овој дел од источниот регион, а главен инвеститор е јавното претпријатие за државни патишта. Со истиот изведувач е потпишан договор и за рехабилитација на патот Делчево-Македонска Каменица во вредност од 831.000 евра. Привршува изградбата на кружниот тек кај полициската станица. Поскоро двомесечно работење на градежниците, новото сообраќајно решение наскоро комплетно ќе биде предадено во употреба. Нов асфалтен слој добива коловозот на кружниот тек кај полициската станица. Со тоа завршуваат градежните работи што започнаа на крајот од август. Претходно градежната компанија Стоименов ја комплетираше изградбата на ротондата со поставување парапет обложен со камени плочки. Исто така во нејзината внатрешност е поставена потребната електрична и водоводна инсталација. Кружниот тек е исполнет со земја, а во средината има бетонска основа за метален столб за осветлување. На дел од коловозот во непосредна близина на новото сообраќајно решение е поставена камена коцка, а остатокот се асфалтира. Како дополнување на околината на кружниот тек, изградени се нови пешачки островца, како и соодветни спуштени премини за лицата со инвалидитет и со тежното движење. Останува внатрешноста на ротондата да добие хортикултурно уредување со внатрешно осветлување. По асфалтирањето ќе биде поставен столбот за улично осветлување, а ќе се изврши и обележување на хоризонталната сигнализација. Дополнително ќе бидат поставени и соодветните сообраќајни знаци како предупредување за возачите и другите учесници во сообраќајот. За изградбата на кружниот тек беа планирани 4 милиони денари, пари што се обезбедени од буџетот на општината. Останува по изградбата на новото решение возачите да се навикнат на него, но и да се потсетат на сообраќајните прописи што важат за кружен тек, за да избегнат полициски казни од 300 евра за непочитување на предноста на поминување. Истече рокот во кој граѓаните можеа да поднесуваат сопствени предлози при креирањето на буџетот на општина Кочани за идната година. Интересот бил голем, а наредната недела соодветна комисија од локалната самоуправа ќе ги разгледа и ќе одлучи кои од предлозите и во колкав износ ќе бидат прифатени и финансирани. Невообичаено голем интерес покажале граѓаните и граѓанските здруженија на повикот од општина Кочани да достават иницијативи, предлози и сугестии за буџетот за до година. Во период од 2 недели, во локалната самоуправа пристигнале над 30 писмени предлози, систематизирани според предлагачот и областа на која се однесуваат. Оценките се дека ваков голем интерес на граѓаните досега немало, што од општината го оценуваат како одлична можност за непосредно вклучување на граѓанскиот сектор за учество во креирањето на финансискиот план. Во предвидениот рок досега, значи до вчерашниот ден, пристигна околу 35 програми, од кои, да кажам конкретно, имаме 9 програми од урбаните и местните заедници, 15 програми имаме од областа на културата, 10 програми од областа на спортот и имаме уште 3 други програми од невладините организации, како потрошувачите, Сојузот на борците. Значи, има зголемен интерес.
А овие програми во главном од урбаните заедници се однесуваат повеќе на инфраструктурните проблеми со кои се среќаваат граѓаните, било да се работи за изградба на подпорни ѕидови или патишта и улици. Од областа на културата предлозите се од уметничко-сценската дејност и барањата најчесто се тие да бидат вклучени во веќе постојните културни манифестации и активности што ги организира општината. Вообичаено со свој предлог програми се јавили и спортските друштва, па по секторското разгледување од општинската администрација постои можност скоро сите да бидат прифатени. Сето тоа зависи од средствата што ќе бидат планирани да се соберат во новиот буџет. Било какви да се средствата во програмите, општината не ги финансира целосно, туку делумно, според расположивите приходи кои ќе бидат утврдени со нацрт буџетот, така ќе бидат распределени и средствата, нели? Според можностите, потребите секогаш се поголеми од она што можеме ние да isfinansirаме. До 15 ноември службите во локалната администрација треба да ги разгледаат и донесат програмите за развој, а за кои ќе треба да одлучува и советот на општината. Другите тековни програми што треба да ги финансира општината ќе бидат готови до изработката на нацрт буџетот, што се планира за почетокот на декември. Локалната самоуправа распиша нов оглас за продажба на државно неизградено земјиште. Заинтересираните граѓани и фирми ќе може да се пријават за јавното надавање што ќе се одржи кон крајот на овој и почетокот на идниот месец. Само што заврши претходниот, општина Кочани распиша нов 13-ти оглас за продажба на државно неизградено земјиште со јавно наддавање. Со него се нудат вкупно 31 парцела со различна намена и на неколку локации во градот, како и на Пониква. Најголем број од плацевите, вкупно 13, се за изградба на индивидуални стамбени објекти и се со површина од 290 до близу 620 метри квадратни. Се наоѓаат на улицата Ѓорче Петров во населбата Драчевик, како и на улиците Крум Вранински, Илјо Андонов, Мишо Арсов и Асном во населбата Усова Чешма. Карактеристично за овој оглас е што се продава и еден плац за истата намена, но со поголема површина од останатите. Се наоѓа во местноста Прокарка и има 1150 метри квадратни. На Пониква се нудат вкупно 10 парцели за изградба на викендички, а се наоѓаат во склоп на викенд населбата во близина на поранешниот ски лифт број 2. Нивната површина е од 330 до 520 метри квадратни. Иако претходно се најавуваше дека овој пат ќе мирува понудата на плацеви за објекти за временно сместување на Пониква, сепак локалната власт повторно ги стави на продажба. На овие парцели е предвидено да се градат хотели, а тие се со површина од 1600 односно 2000 метри квадратни. Исто така, повторно се продаваат и плацеви за деловни објекти, иако и за нив на последниот оглас немаше никаков интерес. Сите 6 парцели се во местноста Драчевик, имаат површина од 620 до 1540 метри квадратни и се предвидени за изградба на објекти за лесна индустрија и мало стопанство. Пријавите за учество на јавното наддавање за градежно земјиште за објекти за индивидуално домување и за викенд куки можат да се поднесуваат до 18 ноември, а за парцелите за производство, дистрибуција и сервиси и за временно сместување до 28 ноември. Почетната цена за сите плацеви е веќе вообичаената од 61 денар за метар квадратен. Наддавањето за парцелите за индивидуалните и викенд куките ќе се одржи од 22 до 27 ноември, а за останатите 8 плацеви на 2 и 3 декември. Слаб интерес за акцијата за топол дом и во Виница. Првата помош во општината беше испорачана во селата Липец, Крушево и Драгобраште. Првата донација од проектот на Министерството за труд и социјална политика, вработените во Центарот за социјални работи во Виница ја распределија кај лица корисници на социјална и постојана парична помош од селата Липец, Крушево и Драгобраште. Добија кревети, бела техника, теписи. Донатор е Нада Анастасовска од Виница. Оваа акција од проектот Се грижиме за топол дом Центарот за социјални работи ја реализираше со помош на општина Виница и комуналното јавно предпријатие Солидарност која даде логистичка подршка. Од 116 барања поднесени во Центарот од почетокот на акцијата, за прв пат се реализираа 4 од нив. Слично како и во Кочани, интересот кај донаторите е исклучително слаб. Во Кочани има 270 барања за помош, а се пријавиле само 5 донатори. Мебел и друга покукнина добија 5 семејства од Кочани, Оризари и Жиганци.
Граѓаните кои сакаат да донираат можат да се јават на бесплатниот телефонски број 0855 800 или на мејлот donacija@mtsp.gov.mk. Голем број лица од руралните средини не се запознаени со своите социјални права. Немаат пристап до центрите за социјална работа, а поради неинформираност не ги користат услугите што согласно законот им се на располагање. Ова го констатирал Кочанскиот центар за социјални работи по направените директни средби на жителите од руралните средини. Социјалните работници излегуваат на терен и ги детектираат социјално загрозените случаи. Голема е бројката на оние кои знаат, но има и такви кои согласно законот им следува право на земање социјална помош или друга услуга од областа на социјалната заштита, но поради неинформираност не ја користат соодветната услуга, велат од Кочанскиот центар. Преку проектот Отворени денови за социјална заштита, стручни тимови од Центарот за социјална работа на жителите од руралните средини им ги појаснуваат условите, начинот и постапката за остварување на право од социјална заштита, но и помагаат да ја добијат истата, рече директорката на Центарот Весна Даневска. Моментално работиме проектот за посета на жителите од руралните средини. Тоа го работиме у соработка со општините, без разлика дали руралната средина од нашата општина Кочани или и соработката исто така и со Чешиново облечнево општината или пак населеното место е од општина Зрновци. И исто така ги вклучивме сега и Агенцијата за вработување, представник од Агенцијата за вработување, и кога веќе сме таму, информираме жителите и за активни мерки за вработување, затоа што некои од помладите не исполнуваат услови за користење на некое наше право од Центар социјална работа, меѓутоа и како е потребна информацијата од Агенцијата за вработување. Проектот овозможува преземање мерки и активности на социјална превенција во насока на спречување на социјални ризици, рано откривање и ран третман на граѓанинот изложен на социјален ризик, а со цел надминување на штетните последици од изложеноста на социјален ризик, како и воспоставување координирана соработка меѓу општините и центрите за социјална работа во поглед на поголема достапност на системот на социјална заштита. Жените ромки не одат на гинеколошки прегледи за време на бременоста. Причината е во недостатокот на финансиски средства. Преку проекти, Националниот ромски центар од Куманово им помага на жените да ги платат здравствените услуги. Преку заселен глас до подобри здравствени услуги, проект на Националниот ромски центар, кој покажал видливи резултати во однос на информираноста и плаќањето на здравствените услуги кај гинеколог на жените ромки од годишното негово спроведување во Кочани. Ромките и социјално загрозените граѓани немаат еднаков пристап до антенаталните услуги. 50% од нив се пораѓаат без да знаат која крвна група ја имаат. Најчесто одат само на 3 прегледи, а согласно протоколите загарантирани се 10 за правородка, а 7 за жени кои раѓале повеќе пати. Тргнувајќи од овие поразувачки резултати, Националниот ромски центар од Куманово работи со жените ромки, родилки и мајки од Куманово, Кочани, Штип, Крива Паланка и Битола. Преку проектот им помага на жените кои имаат финансиски потешкоти и кои не се во можност да ги платат здравствените антенатални услуги. Преку проектот се промовира еднаквиот пристап до услугите за репродуктивно здравје за жените ромки. 10 антенатални прегледи кај матичен гинеколог треба да изврши секоја жена која што станува бремена, нели? Ние во тие рамки изработивме правна анализа и финансиска проценка и видовме дека со оглед на тоа што просечно 4 члено семејство прима социјална помош од 2040 денари на месечно ниво, дека издатоците за една жена, за да ги плати тие лабораториски прегледи, односно да плати партиципација, не за да ги плати целосно, месечно и зема некаде околу 300 до 350 денари. И поради тоа ние направивме финансиска проценка и значи се застапруваме пред институциите владата да ја преземе ова обврски да ги покрие овие трошоци за оваа категорија на жени. Се работи на намалување на смртта кај новороденчињата, додаде Скендеровска.
Од Министерството за здравство ни беше испратено писмо дека и владата работи во таа насока и дека еве направиле акционен план за да се редуцира матерналната и доеничката смртност, односно да се намали, затоа што имаме доста голема стапка во моментот во Република Македонија и многу е повеќе отколку во другите држави, значи во регионот. Националниот ромски центар соработува и со гинеколозите, медицинските и патронажните сестри, како и со лекарите по социјална медицина од центрите за јавно здравје, како професионалци кои најмногу контактираат со жените. Скендеровска рече дека проектот ќе проложи и наредната 2014 година. Хуманитарна акција "Биди и ти, Лино, пријател" реализираше детската градинка Павлина Велјанова во соработка со Подравка и Министерството за труд и социјална политика. Донирани детска облека, книги, сликовници и играчки. Станува збор за едукативно-хуманитарна акција која се спроведува во повеќе од 60 градинки во земјава. Акцијата има за цел да ги научи децата да бидат хумани. Во Кочанската градинка децата ја покажаа хуманоста на дело. Донираа детска облека, книги, сликовници и играчки, при што Подравка донираше нивни производи и боенки. Нивната акција на Подравка "Биди и ти, пријател, Лино" има и хуманитарен карактер, така да секоја година во поеден клон Ечето Лино ја посетува градинката и дарува подароци од Подравка производите на децата, а ние овде вработените и родителите имаме за цел да оваа хуманитарна акција ја реализираме преку собирање на облеки, обувки и други работи, односно играчки за дечињата. Денес децата беа толку среќни што така мислам го пречекаа Лино воодушевени. Огромна радост кај децата и вистинска атракција представуваше Мечето Лино, со кое играа и пееја заедно. Тие за него приредија и кратка програма. Преку играта и забавата, освен прекрасното доживување кое долго ќе го паметат, Мечето Лино ги запозна децата со значењето на хуманоста. По паузата заради настапите на репрезентацијата, продолжуваат надпреварите од женската фудбалска лига. Викендов се игра и соседското дерби во третата лига Исток, Осогово, Слога 1934. Во сабота со почеток во 11 часот на стадионот Никола Мантов, ЖФК Кочани се среќава со единство. Иднина СП гостува во Куманово против Победа. Колото го комплетираат Победа Прилеп Топгол, Тиверија и Статов Борец, Конзули Речица и Билјанини Извори Ас Юнајтед. 12-тото коло во третата лига Исток го носи супер интересното соседско дерби помеѓу Осогово и Слога 1934, четврто и второпласираната екипа на табелата во моментов. Надпреварот се игра на Никола Мантов в недела во 13 часот. Останатите двојки ги сочинуваат Карбинци Чешиново, Баби Работник, Јака Астибо, Тракања Брегалница Голак, Беласица Каменица Саса, додека надпреварот Рудар Напредок Здравје Радово е одложен. Во двете детски лиги за генерација фудбалери родени 99-та, 2000-та и 2000-2001 се игра последното седмо коло од есенската полусезона. Се среќаваат Осогово Рудар, Слог 1934 Кочани, Брегалница Делчево Зрновка и Каменица Саса Напредок. Во рамки на третото коло од двете поатрактивни кошаркарски лиги, Баскет Дино гостува во Скопје. Во М18 лигата тимот на Сашко Лазаров се среќава со Водно Санс, додека во рамките на третата кошаркарска лига ќе ги одмери силите со Карпош Соколи. Но затоа викендов има и домашна кошаркарска понуда. Во сабота со почеток во 11 часот во спортската сала Баскет Дино се среќава со екипата на Глобал во надпреварот М16, додека во недела исто така во 11 часот е средбата од М14 лигата, во која најмладиот тим игра против екипата на Феникс.
Ова беа вестите на Канал 8. Ви благодариме за вниманието и имајте убав викенд. Довидување.